Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот, напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. Првиот англиски превод на оваа статија бил објавен под името Како да се ослободиш од оковите на гревот во англиско издание на магазинот Review of Religions, преглед на религиите, во јануари 1902 година. तेरी राहों में आँखों को बिछाए हम भी बैठे हैं, कुछ ऐसे ख्वाब पलकों पे सजाए हम भी बैठे हैं। तेरी राहों में आँखों को बिछाए हम भी बैठे हैं, कुछ ऐसे ख्वाब पलकों पे सजाए हम भी बैठे। Неможно е вистинската свесност, марифат и гревот да престојуваат заедно во нечие срце, онака како што е неможно денот и ноќта да бидат во исто време. Нашето секојдневно искуство ни покажува дека не сме одеднаш склони кон нештата кои се корисни и ги избегнуваме оние од кои се плашиме. Например, ако не знаете дека нештото кое го држите во рака е корисно и замислувате дека тоа е само бамбусов шекер или некој друг корисен лек, нема да се двоумете да земете десерт или дури и 20 грама од тоа. Но ако знаете дека тоа е смртоносен отров кој моментално ќе ве усмрти, никогаш нема да се осмелите да земете дури ни грам од тоа. Слично на тоа, кога човек навистина спознава дека Бог постои и дека секој грев е казнив во неговите очи, тој се воздржува од секој грев, било да е тоа кражба, крвопролевање, разврат, блуд, грубост, кршење на довербата, придружување на партнер на Аллах, невистината, лажното сведочење, горделивоста, фалењето, стекнувањето на имот преку незаконити средства, издајството, клетвите, измамите, подметнувањата, кршењето на верата, водењето на немарен живот, неблагодарноста кон Бога, непостоењето на страф од Бога, губењето на сочувство према неговите созданија, неспомнувањето на Бог со страф и понизност, губење во следењето на овосветските удобности и задоволства, зборување на вистинскиот добродетел, небрежноста за намаз и понизност, продажбата на кривотворени добра, недавањето на полна мерка, продавањето под вредноста, негрижата за своите родители, нечовечкото однесување кон својата жена, непослушност кон својот маж, фрлањето на зли погледи кон жените и други мажи, небрежност за потребите на сирачињата, слабите и безпомошните, невнимание за правата на соседите, исмејување на другите со цел докажување на својата супериорност, исмејување на луѓето со зборови наменети да ги повредат, укажување на нечии телесни недостатоци, чија цел е понижување, именување на луѓето со грди имиња или клеветење, препишување невистини на Бога или чувај Боже, лажни тврдења дека е пратеник и веровесник, негирајќи го Божјото постоење, побуна против праведниот владар и штетно создавање на нереди во земјата. दुनिया के किनारों तक इसी ज़ी को फैलाएंगे, तेरे आने की हसरत में कभी गज़लें भी कहते हैं. Ако некој инсистира на тоа дека мора да постои друг начин за постигнување на спасение, затоа што верувањето не е за уздување на гревовите, мојот одговор е дека никој нема да направи грев ако е сигурен дека ќе го погоди молња во моментот кога ќе го направи тоа. Логиката на овој аргумент е неспорна. Само размислете за тоа, дали вие било кога ќе направите престап ако сте сигурни дека престои казна. Ќе ја ставите ли својата рака во оган, или ќе се фрлите ли од планината, или ќе скокнете ли во бунар, или ќе легнете ли покрај воз кој се движи, или ќе ја ставите ли раката во устата
на див звер, или ќе дозволите ли добронамерно да ве касне бесен пес, или ќе останете ли стоејки насреде страшна олуја? Зарем нема да избегате од куќа која се руши, или да скокнете од креветот во кој се наоѓа змија, или да избегате од запалена зграда? Ако сакате да ги избегнете овие можни опасности, зошто тогаш не ги отфрлите оние гревови, кои всушност јас сега ги спомнав? Одговорот кој ќе го даде мудра личност, после соодветно размислување ќе биде: причина за ова противречие е разликата во начинот на кој ги сваќаме овие две работи. Повеќето од луѓето не се доволно свесни за гревот и, иако ги сметаат за штетни, не ги избегнуваат како што би го избегнале лавот или змијата. Длабоко во своите срца тие не веруваат вистински дека ќе бидат казнети за своите гревови. Дури и се сомневаат дека Бог на вистина постои. И ако постои, се сомневаат дека нивните души ќе преживеат после смртта. И ако преживеат, дека всушност ќе бидат казнети за своите гревови. Повеќето од луѓето имаат такви мисли, а всушност и не се свесни за нив. Меѓутоа, во исто време, тие ги избегнуваат сите опасности кои јас претходно ги споменав, бидејќи се плашат од одредена смрт, ако бидат близу до неа. И ако се соочат со опасност, тие не губат време бегајки од тоа. Факт е дека човекот е сигурен во штетните делувања на овие нешта, но во случај на религиски наредби, тој не е така сигурен и неговото знаење е базирано само на предпоставки и мит, наместо на личното искуство, а митовите не можат да му помогнат на човекот да се ослободи од гревовите. Според тоа, дури и 1000 месии да биле распнати, тие никогаш нема да доведат до вистинско спасение, бидејќи од гревовите може да се ослободи само преку совршен страв од совршена љубов. Распнувањето на Христос и уништувањето на Месијата не може луѓето да ги избави од гревовите. Самиот концепт на вистинското спасение е во тоа човекот да биде сочуван од пеколот на гревовите уште на овој свет. Дали христијаните биле сочувани од тоа на сметка на овие приказни и дали било кога некој бил спасен поради овие безсмислени бајки кои немаат ништо со вистината и со вистинското спасение? Погледнете на исток и на запад, нема да најдете никој кој преку овие митови постигнал чистота која води кон сигурноста во Бога. Со таква чистота нема да најдете никој кој преку овие митови постигнал чистота која води кон сигурност во Бога. Со таква чистота човекот не е склон на грев и за него задоволството за вистината станува слично со плодовите на дженнетот. Неговата душа тече како вода кон Божиот прак и се спушта светлина од небото, која ги растерува сите опасни темнини. Например, кога сите прозорци во собата се отворат кон дневната светлина, таа одеднаш се исполнува со светлина на сонцето, но ако тие се држат затворени, никакви содржини на приказни и бајки не можат да донесат светлина. Личноста мора да стане и да ги отвори прозорците, пред светлината да може да ја осветли неговата соба. Исто така, самото мислење за водата не може да ја угаси жетта. Личноста мора некако да дојде до водата и да ја стави својата уста кон неа, пред таа него да го задоволи. Водата која ја гаси жетта и оганот на гревовите не е ништо друго освен сигурност. Ништо друго под сонцето не може да ви помогне во тоа. Никаков крст не може да ги откупи вашите гревови и никаква крв не може да ве воздржи од вашите блудни страсти, бидејќи тие немаат никаква сродност со вистинското спасение. Потрудете се да ги разберете овие факти и замислете се над вистината. Ако го пробате овој лек, како што ги пробате овосветските лекови, наскоро ќе видите дека никаква светлина, освен светлината на вистинската сигурност, не може да ве ослободи од темнината која е во вас. Ништо освен чистата вода на совршената проникливост не може да ве очисти од вашата внатрешна нечистотија.
हकीकत हम बनाएंगे, कुछ ऐसे ख्वाब पलकों पे सजाए हम भी बैठे हैं. Единствено чистата вода на божествениот одблесок може да го смири изгорот во вашето срце. Секој кој предлага било што е спротивно на ова, е лажливец. Било кој настојува да предложи поинаков лек е безумен. Таквите луѓе не донесуваат светлина, туку ве водат подлабоко во мрачна бездна и го зголемуваат вашиот изгор и барање, наместо да ве обезбедат со вода која задоволува. Никаква крв не може да ве спаси, освен онаа која произлегла од обезбедувањето на уверувањата. Никаков крст не може да ве искупи, освен крстот на богобојазноста, кој значи да останете стабилни и цврсти на вистината. Отворете ги своите очи и размислете, зарем не е вистина, доколку не постои светлина, не можете да гледате, и доколку не го следите правиот пат, не можете да стигнете до одредиштето. Духовниот поредок лесно може да се разбере при неговата споредба со физичкиот поредок. Размислете, според тоа, за она што може лесно да се разбере и со помош на тоа, настојувајте да го сватите она што лежи надвор од вашиот видокруг. Законите кои владеат во физичкиот свет, исто така ја опфаќаат вистината и во духовниот свет, бидејќи тие произлегуваат од истиот божествен извор. Дали постои било кој може да гледа без очи, или да слуша без уши, или да зборува без јазик? Зошто не би можеле истите закони да ги примениме на духовниот поредок? Дали е можно било кој има очи да остане да стои на работна бездна без дно? Дали е можно оној кој има уши да не го чуе доаѓањето на провалникот во својата куќа? Ке сака ли било кој е во состојба да разликува благо од кисело, да јаде нешто горшливо и отровно, што доведува до страдање и смрт? Ако овие физички феномени ги преименуваме во духовниот свет, лесно може да се разбере дека на човекот, кој има за цел одржување на духовниот живот, му треба светлина за да му ги покаже патиштата на опасностите и дека мора да има слух кој го предупредува на заседите на провалникот и крадецот, и дека мора да има сетило за вкус, за да ги разликува благото од киселото и отровот од противотровот. Тоа се барањата за спасението, и никој кој е слеп и не е благословен со светлина, никогаш не може да постигне спасение преку крвта на друг. Спасението не е нешто специфично за оној свет. Вистинското спасение почнува во самиот овој живот. Тоа е светлина која се спушта на душата и го открива патот кој води во пропаст. Чекорете по патот на вистината и мудроста, така да бидете одведени кон Бога, и засилете ги своите срца, така да се движите кон вистината. Несреќно е срцето кое е ладно, духот кој е мртов и совеста која не поседува проникливост. Станете како ведро, кое во бунарот е спуштено празно, а надвор излегува полно, а не како сито кое не може да ја задржи водата. Внимавајте на своето духовно здравје и ослободете се од треската на материјализмот, чие отровно влијание предизвикува вашите очи да ослепат и вашите уши да оглуват и вашиот јазик да биде лишен од вкус. Исклучете се од овој свет, за да воспоставите врска со небескиот свет. Спречете го своето срце да се движи во еден правец, така да можете да се движите кон другиот. हकीकत हम बनाएंगे, कुछ ऐसे ख्वाब पलकों पे सजाए हम भी बैठे हैं। तेरी राहों में आँखों को बिछाए हम भी बैठे हैं, कुछ ऐसे ख्वाब पलकों पे सजाए हम भी बैठे हैं।
Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Како да се ослободиш од гревот. Еселаму алейкум.